FM врева. FM врева на Слободна Македонија 12 по 15. Знаете што имаме вистинско великденско изненадување за сите вас. Имаме еден неверојатен и неповторлив гостин кој за прв пат ме дружи на брановите на Радио Слободна Македонија. Меѓутоа чинам дека Наташа Гинџевска го имаше во Макс сцена пред 2 или 3 години на истата оваа бранова должина во истото ова студио. Неверојатниот Владко Стефановски, што и да кажам како атрибут или метафора, ќе биде навистина вишок или ќе биде навистина премалку заради тоа што овој човек кој изобилува со неверојатна скромност е едно од најголемите имиња кои што чекореле по оваа планета Земја. Владко Стефановски, за прв пат во FM врева, добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на овие бомбастични најави и да ви кажам дека не ми е прв пат да сум во ова студио, така веројатно погодивте, пред 3 години работев интервју со една ваша колешка. Така, мојата колешка Наташа Гинџевска. Имате многу убав поглед од студио. Сакам студија што гледаат во жива материја, што не се во 4 зида. Вие имате огромно стакло, гледате на булеваров Илинденски одреди. И емисијата FM врева, фреквентно моделирана врева. Има вакви телевизиски студија и сум имал можност еднаш во Канада да бидам на утринска програма на една телевизија. Исто ме зачуди, прв пат тогаш видов дека водителите уствари позадината им е живата улица. И тоа е многу добро. Да, навистина блескава заради тоа што емисија во живо и во живо се случува ова и фреквентно моделирана врева. Имаме целата врева од надворешноста во студиото на Слободна Македонија. Сега вие сте тука заради тоа што имаме навистина блескав повод. Јас бев на пресуд во кој што го најавивте или всушност на кој што го најавивте онака што ќе се случува на 19 април во Метрополис Арена во Скопје. Владко Стефановски заедно со биг бендот на Словенечката војска. Ова уште бомбастична мојава најава. Па интересен е проектот, навистина прилично бомбастично изгледа тој проект. Пред малку се слушнав со диригентот Рудолф Гас и го прекинав на сред проба. Очигледно си ја сватиле многу сериозно задачата и вежбаат секојдневно и се спремаат за тие два настапи, едниот е во Скопје на 19, едниот во Белград во Сава центар на 21 април. Тоа е и за нив голем предизвик, затоа што верувам дека не излегуваат така често во овој дел на светот. Верувам дека патуваат низ Западна Европа и патуваат низ Словенија, ама ова е за нив многу голем предизвик да дојдат во Македонија и после 2 дена да отидат во Србија. Сепак чувствителна е таа приказна. Мислам, како се случи приказната? Чувствителни прво на војни оркестри, мислам, прво на војска, второ на војни оркестри. Трето, не се сите, некои се про, некои се против. Ако почнеме да гледаме се, тоа е НАТО, некои го сакаат, некои не го сакаат. Така. И сега, ама се по секој случај музички голем предизвик за мене, а предпоставувам и за нив, затоа што сепак вкрстуваме инструменти. И инструментите се наше оружје. И верувам дека китарата е моето најсилно оружје кое можам да си го замислам. Да купам тенк утре ќе биде помалку снажен и помалку важен од мојата гитара. Вие имате идеја која што ја насочувате преку гитарата и со таа идеја преку гитарата допирате до оние до кои што навистина можете да допрете, допирате навистина до целава планета Земја, заради тоа што имате фанови буквално на секоја точка од географскиот глобус. Сега вака, сакам да прашам, значи, кога го најавивте биг бендот на Словенечката војска, односно кога го најавивте војниот оркестар, јас се очекував да чујам дека ќе има само дувачки инструменти, заради тоа што нели тоа се војните оркестри, само дувачи и така натаму, меѓутоа вие рековте дека сосема поинаква приказната, така. Ритм секција, клавиатури, бас гитара, електрична гитара, пратечки вокали. Тоа е навистина еден биг бенд као што можете да го посакате и замислите. Колку души ќе излезете на сцена? 25-орица ќе бидеме на сцена. Тоа е бенд составен од релативно млади музичари кои сите се со завршени некои джез академии, Граци ми е тамо блиску и некои од нив се веројатно на Беркли завршени во Америка, некои се студенти или дипломци на Грац джез академијата. Така што често сум во Словенија, морам да ви кажам, и тамо кај луѓето има еден култ кон музиката. Секоја куќа, верувајте, секое семејство дома има клавир, тоа се подразбира.
А има по 2-3 гитари, појачала, дувачки инструменти, кларинети, саксофони. Имаат, негуваат култ кон музиката. Се разбира, ние кај нас стандардот е малку поскромен и луѓето не можат баш 7 купат на децата, ама мислам дека гитара во секој семејство е многу убав просек. Така. Би било многу добро секој семејство да има по една гитара. Инаку јас неколку пати сум бил на вечера во резиденцијата на Американската амбасада, кај разни, мислам, неколку генерации амбасадори ме канеле на вечери и стално сум приметувал дека немаат гитара. И неколку пати сум им дал совет, не би било лошо, пошто Америка произведува фантастични гитари, да не ги набројувам брендовите, не би било лошо да закачите на зид барем една гитара, за кој ќе дојде некој гитарист на гости, евентуално да ви отсвири некоја убава песна. Значи, еве кај отиде муабетот према... А ве послушали? Вие се дружите со гитарата од 13-та година во вашиот живот, значи гитарата дел од вашата ДНК, можеме и слободно да кажеме сега веќе, и вие сте всушност синоним за гитара. Гитарата е синоним за Владка Стефановски. Знаете што е интересно? Што со тек на годините, таа страст кон гитарата не ми поминува. Напротив, се зголемува. По колку часа вежбате на ден? Не можам да ги бројам, затоа што тоа се сегменти од веројатно од по 20 пати во тек на денот ја зимам и ја пуштам. И се не сум штопирал на штоперица да видам колку тоа време подразбира. Во континуитет, па можам да свирам пола саат, да речеме 40 минути, и после тоа имам потреба од вода, кафе, имам потреба да направам пауза. Инаку, кога работам нешто сериозно, ако снимам нешто, ако некоја музика работам, тогаш можам да заглавам у студио по 8-9 сати. Се уште сте на Мексичка? Да, се уште сум на истата адреса. Од студиото се уште ви се вика Езотерија? Да, Езотерија го крстив. Се извинувам за ова. Така, можеме ние малку да послушаме или во позадина тоа што оди додека... Езотерија затоа што секој човек поминува една фаза на бавење со некои дисциплини кои се... Духовни алхемии. Духовни алхемии, баш. Има потреба да копа малку по она што не му го нудат во учебниците во гимназија или на факултет. Така. Имаме потреба од хороскопи, имаме потреба да копаме по некои духовни литератури, по некакви... Да бараме одговори кои не ни ги даваат на училиште. Така. Да бараме одговори на некои прашања кои многу често самите си ги поставуваме, а немаме одговор за нив. Вашата музика одговори на вашите прашања? На дел од прашањата, да. Мојата музика и мојата дисциплина ми одговара на огромен дел од моите прашања. Ја имам еден сосед, невропсихијатар, голем научник, голем доктор, господин професор, доктор со 3 доктората, господинот Методија Чепреганов, кој е еден од најрелевантните стручњаци за ми бил гостин во ФМ Врива, така, психијатрија, и се бавел цел живот со функцијата на мозокот. И ми има изјавено дека често се гледаме, соседи сме, и ми има кажано додека свириш точно знам кој дел од мозокот што работи. А докажано е научно дека луѓето кои се бават со музика или кои знаат да свират некој инструмент, дека развиваат некој дел од мозокот кои обичните луѓе или овие кои не свират, не ги развиваат. А тоа е, мислам дека е развивање на оние нерационални когнитивни способности. А тоа е развивање на интуицијата и на развивање на веројатно на чувствениот. Така, шесто сетило, трето око, кој како сака, така го на... Значи, развивање на рикува. Чувствителноста, или на развивање на емпатијата, или на развивање на некои дисциплини кои обично не се развиваат. Затоа, кога имав 30 и нешто години, се бавев читав разни литератури, се интересирав за се и се што, и затоа и го крстив студиото Езотерија. Денеска би го прекрстил. Кога би правил денеска студио, веројатно би го крстил поинаку. Имате на ум некој име дали би го ребрендирале своето студио? Не размислам за тоа. Штета е да го ребрендирам, затоа што многу плочи се снимени кај мене во студио. Многу дискови излегли,
нема потреба сега да се бавам со таа работа. Така. Вашите цедиња се навистина безбројни, односно вашата дискографија навистина импозантна, Cowboys and Indians во 94-та, Сараево 96-та, Gypsy Magic 97-та, Крушево заедно со Мирослав Тадич 98-та, Владко Стефановски трио 98-та година, Life in Belgrade заедно со Тадич 2000-та, Кинокултура 2001-та, Трета мајка 2004-та, Сир 2014-та година. Има ли нешто што испуштив? Кула од картија пропуштивте 2003-та. Така, ова е кула од карти, ние сме само така бројки и така натаму. Навистина Сир ми омилен албум и многу често посигнувам по Супермен, Битмен и Спајдермен, како да се остане нормален и дали ова реално шоу. И многу често знаеме со колегите да ја пуштиме во FM Рива токму таа композиција, заради тоа што имаме чувство дека живееме во реално шоу и се прашуваме кога ли ова реално шоу конечно ќе заврши. Навистина ви се токму така интуитивни композиции кои што веројатно се вечни, се однесуваат на ова наше македонско тло и ќе се однесуваат веројатно за жал уште многу. Знаете што, деновиве сум многу присутен на медиумите и веќе чувствувам една лагана непријатност поради тоа. Си викам да не досадам на сите и да не се наметнувам премногу, ама ме немаше 3 години. Не сум дал нити интервју, нити ме имало по телевизија, нити по радија. И си велам, човек мора да ги брани своите ставови, својот вкус, своите афинитети, своето хоби, својата страст, својата професија. Морам и својата лична култура. Затоа што тоа е дел од културата, тоа е дел од уметноста и тоа е дел од сакам да кажам од добриот вкус. Ја морам да го од пред некој ден сум на Инстаграм и веќе почнав да ставам некои интересни работи. Ги сликав дел од мојата музичка библиотека. Па ја самиот се фасцинирав колку книги за колку биографии и автобиографии на музичари сум Која биографија ви е најомилена? Па не одам од поновите на Кит Ричард, Life. Тоа е фасцинантна книга. Rolling Stones. Да, фасцинантна книга. А што слушате? Што слушате во ова време, значи во ова 2017 година и што знаете многу често или на што всушност знаете многу често да се навратите и дали има нешто што ве инспирира од фасцинантниве музики? Секогаш има нешто што ме инспирира. Углавном слушам джез, слушам некои стари мајстори на джезот. На YouTube копам по некои концерти кои не сум можел да ги гледам кога биле актуелни, некои црно-бели снимки од некои мои херои од времето, од 70-тите години. Инаку слушам класика. Верувате, во дневната соба најмногу слушам класика. Што најмногу слушате? Посегнувате по барок, по можеби музиката на 21 век? Моцарт е мојот омилен композитор. И Бах. Моцарт мислам дека е најголемиот композитор на сите времиња. Зошто? Заради тоа што многу лесно е пишувал музиката и неговите... Токму затоа што прозборувало, мислам, Господ прозборал низ него. Тој бил само таква леснотија на изразот и толку богата порака излегува таа музика. Вие не можете да кажете дали неговата музика е тажна или среќна. А ја мислам дека и едното и другото во исто време. Значи тој ве потсетува на божанската субстанца и на божанската суштина. Моцарт е навистина фасцинантен. Во исто време, што вика Стиви Вондер, joy inside my tears. Значи, радоста на тагата. Ако може тие две работи да се преломат или да се прекршат, тоа го има во музиката на Моцарт. Така, сега кога се споминува Моцарт, секогаш имаме и опозит Салиери. Не се интересирам, не се занимавам со Салиери. Веројатно Салиери бил голем композитор. Мора да бил кога ја забележал гениалноста на еден Волфганг Амадеус Моцарт. Сигурно бил голем и он. И му завидувал на гениалност. Филмот на Милош Форман не направи да го мрзиме ликот на Салиери, а да го обожаваме ликот на Моцарт. Сум бил неколку пати во Виена и покрај комерцијалните Моцарт кугли кои сакам да ги пробам од време на време. Виена е, ако е Лондон седиште на рок-н-ролот светски, белосветски, тогаш е Виена центарот на класичната музика. Дефинитивно. Сум имал таа привилегија да свирам во Музик Ферајн
каде што Франц Лист одржувал концерти пред 200 години. Тоа е една 200 и нешто години стара сала, каде што се одржуваат новогодишните концерти. И тоа искуство беше за мене многу драгоцено. А и на секој чекор Јозеф Хајден скулптура, Така, на секој чекор. Па туку Буквално. ќе видите некоја плоча од таа и таа година до таа и таа година. Густав Малер живеел тука. Така, Малер е таму. Или Лудвиг ван Штраус, Бетовен или не исто знам кој така, таму. Франц Јозеф Хајден исто така, значи да ги наведуваме сите Има ние. скулптура на Марија Хилферштрасе, улицата има скулптура на Хајден. Да. Да, мислам, Виена е Да. стара дама. Така, буквално така. И сега ние да се навратиме на наша Скопје, значи на 19 април во Метрополис арената Владко Стефановски заедно со биг бендот на Словеничката војска ќе одржи навистина голем и фасцинантен концерт. Што се ќе свирите на овој концерт? Велите дека словенците веќе на големо се подготвуваат и навистина можна сериозно си ја сватиле работата. Што се ќе имаме можност да уживаме? Е замислен да биде забавен. Односно, да ги дигнеме малку од евентуалната вие, летаргија така? или од евентуалната апатија со која би можел дел од публиката да дојде. Сакаме да е uplifting, она што се вика, сакаме да ги дигнеме. Да се кренат. Ќе ги свириме веројатно најголемите мои хитови, ќе свириме најголемите мои хитови од областа на традиционалната музика, не заобиколните теми што по кои сум познат, да речеме, Така. ако веќе рековте низ целиот свет. Познат сте. Чукни во дрво. Па и тоа ќе биде специјално подготвено за оваа Скопје прилика. мора. Така што ќе биде навистина весело и ќе биде богато. Ќе свириме и некој традиционален, ќе свириме една многу убава традиционална песна словенечка, се вика Зрело е жито. Навистина многу убава песна. Ќе свириме некои стандарди од литературата на Джезот. соул, фанк и джез музиката. Ќе биде навистина богато, весело и разнолико. И навистина ќе им биде жално сите оние кои што нема да бидат во Скопје што ќе го пропуштат тој концерт, меѓутоа Јас се веројатно на надам дека YouTube ќе ќе го се ставите. вратат од великденските празници. Тоа се работни денови, вторник Така. и среда, колку што знам. А во среда настапуваме Така. на 19 април во Метрополис арената. Мислам дека е адекватна салата за тоа што треба да го понудиме и за тоа Така. комфорно да се наместиме и Така. да функционираме. Кажавте што треба да очекува публиката од вас, а што ви очекувате од неа на 19? Само нека дојдат добро расположени, ќе си одат уште подобро расположени од концерт. Ќе има ли специјален гостин, звезден гостин кој дополнително ќе ги Размислував за дорасположи? многу имиња, се уште се отворени опциите. Размислував за некои имиња. Специфичен е концертот. Верувајте, не знам колку ќе можат, колку би можеле да лесно се снајдат некои колеги во тој контекст. Се разбира, големите професионалци и големите имиња се Апсолутно. секогаш добродојдени да превземат некоја песна од она што ќе го свириме, ама се уште се отворени опциите, иако не инсистирам по секоја цена сега да поканам гостин кој би ми го држал стравот. Така. На 19 ќе биде значи големиот концерт во Скопје, веднаш потоа на 21 одите во Белград. Дали концертот во Белград ќе биде пресликување на скопскиот концерт или пак можеби ќе настапувате со нешто Не, ново ќе нема, или ќе поразлично? бидат прилично слични во форма. Така. Ќе има неколку сегменти и ќе бидат прилично слични. Ја не можам за еден ден да го сменам комплетниот репертоар. Тоа што сме го спремиле и тоа што го подготвивме Така. за Скопје, ќе го покажеме и во Белград. Дали ќе има и уште еден град? Прилично слично. Така, Кажете? ќе има ли уште некој град кој ќе го види овој спектакл? Па не, сега за сега не се планирани други градови. Верувајте, и ова е многу за моите организациони способности. Иако се разбира, не го правам сам концертот, Така. имам Така. многу добри соработници кои го организираат тоа, ама сепак голем терет е да бидете домаќин на 25 души, да ги сместите убаво, да ги нахраните убаво и да ги
истите тие луѓе да си одат со убави впечатоци. Така. Посебно од Македонија. Така. Верувам дека сите ќе си купат по некои сувенири, ќе си отидат дома среќни и весели. Со полни души, со полни срца, секако и оние кои што ќе ве примат како такви. Сега концертот ќе биде дел од прославата на 25 годишнината на воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Словенија и Македонија и организиран во соработка со амбасадата на Република Словенија во Македонија. Господине Стефановски, велите вака, од големите имиња можеш да научиш големи работи не само од текстот, туку и од контекстот. Па јас се обидувам да го читам контекстот редовно. Неодамна прочитав една многу мудра книга од Дейвид Линч, режисерот, големиот режисер, кој инсистира токму на контекстот. Има една фраза или една мислам дека е вистина, дека децата не учат од тоа што им зборуваме, туку од тоа што правиме. Лесно е да им кажувате не го прави тоа, не го прави тоа, не го прави тоа, ама нив од едно уво им влегува тоа што им го зборуваме, од друго им излегува. А тоа што го гледаат е единствената школа. А го гледаат контекстот. И многу е тоа се дисциплини на драмските автори. Многу често со мојот брат Горан Стефановски разговараме на овие теми. Контекстот во театарот е многу важен и во филмот. Така. Затоа што ако една иста љубовна сцена ја протнете со убава лирска музика и ако за време на иста таа љубовна сцена слушнеме како пука пиштол, тоа се два потполно различни контексти, а на една те иста сцена. Значи можете истата слика да ја положите, ако подметнете друг тон, веќе контекстот е сосема различен. Така што многу се интересни тие работи. Во уметноста е многу интересно. Има концептуалната уметност, целата се бави со контекст. Така. И знам упознав еден голем концептуален уметник од Сараево, кој доби, мислам дека беше добитник на наградата на Венециско биенале, човекот што стави јаболко пред Рембрандт. Значи слика улje на Рембрандт, а он стави јаболко живо и го смени контекстот. Така, апсолутно. Така што еве и Марина Абрамовиќ, големата авангардна уметница, се бави само со контекст. Мајката на перформансот, само со контекст. Така, да. Би сакала да ве видам на сцена заедно со Марина Абрамовиќ излигувам. Ја би сакала да ја запознам, јас сум фасциниран од нејзината работа. Таа доби на устан награда за хероин на годината и така натаму, меѓутоа не дојде тука за да си ја подигна наградата во 2016 година, се заблагодари преку видео бим од Њујорк и кажа дека би сакала еден ден да дојде во Македонија, мајката на перформансот. Да, она стана прилично голема и прилично успешна и потекнува од Белград. Нас ни останува само да и бараме маани, да и замериме на големиот успех. Така. Ние нема повеќе да го должиме разговоров, нема повеќе да говориме за други уметници, нема повеќе да говориме ниту за незината величество музиката, заради тоа што дали ќе биде многу, ако кажам неговото величество Владко Стефановски ме дружеше денеска во ефемврива на Слободна Македонија, заради тоа што навистина сте толку голем уметник и толку голем. Ви благодарам што така мислите, ама денеска е најава на големиот празник, денеска е Велики петок и мислам дека најтажниот ден во христијанството. Малку скромност не е на одмет. Би искористил приликата да им го честитам Велик ден на сите христијани и да им посакам убаво здравје, убав празник. И имаше еден наслов, ова што го искористивте сега, тоа беше еден наслов од еден хрватски портал, каде што многу ме изнафалија за Загребачкиот концерт. А вие сте неверојатно многу скромен. Немојте да мислите дека дури на пресот не ми сметаат комплименти, таман работа. Подобро да имам комплименти да добивам отколку критики и она што го викаат хейтање. Хейтањето нервира, мислам не е убаво да ве хейтаат. Ама убаво е кога ви даваат комплименти, тоа се разбира дека му годи на секого. Секој сака да чуе пофалба, комплимент. Ама вие на пресот изјавивте дека тоа малку што ми го дал Господ како талент, успеав да го направам навистина како нешто навистина многу големо, со многу труд и со многу макотрпна работа. Неверојатно сте многу скромен, за вас скромноста е доблест, всушност скромност е доблест, меѓутоа не во времето во кое што сега живееме. Знаете што? Во сите времиња скромноста проаѓа.
човек не треба да многу е кичасто од себе да правите Икона? поголем уметник отколку што сте. А што тоа не изгледа убаво. Ја не сум го чул никогаш Мик Джегер, добро, Мик Джегер уште он е и дрзок, може да каже најдобар сум, ама да речеме еве Ерик Клептон, големо гитарско име, никогаш не сум го чул да каже јас сум најдобар, јас сум гени, јас сум ова, јас сум Пишуваше дека Клептон е бог. Клептон из год, 60-ти години имало графити низ Така Лондон, во ама тоа Лондон. некој друг го напишал. Така е. Значи, ја мислам дека големите уметници постојано се извинуваат за вниманието што го привлекуваат. Јас си имам, верувајте, се имам запознаено со многу големи имиња. Мислам дека поголемо име од Енио Мориконе во популарната музика или во популарната класична музика Так. не постои. Исклучително скромен, а најголем гений. А Имав Ванеса прилика Редгрейв да се ја ракувам со сретнавте? него, да му честитам на концертот, да му подарам диск или два и да доручкувам маса до маса со него во истиот хотел, бевме на исти фестивал, бевме гости и таа скромност плени, верувајте, таа скромност. А он, немојте да мислите дека он не знае на кое ниво е. Он знае каде е. Ама нема потребно да каже, ама знаете ли вие кој сум ја? Јас сум Енио Мориконе. Затоа што сите знаат кој е тој. Ма тоа би било страшно погрешно. Човек треба да се врати после сите тие пофалби, пак да се врати на суштината, да фатиш гитара и да провериш дали Да има влизе. уште материјал за совладување. Имате ли ви уште материјал за совладување? Океан. Од време на време, а прилично често во последно време совладувам некои песни што сум ги сакал во младоста, па ги учам. Ја научив неодамна, во некоја прилика ќе ви отсвирам, ја научив песната Blackbird од Beatles и од нивниот бел албум, кој Пол Маккартни ја изведува на акустична гитара, и сватив колку е гениална песната. Цел живот сум ја сакал песма, ама не сум посегнал да ја научам, да ја свирам и да ја пеам. И така, од време на време ќе ми налета нешто што сакам да го освојам и да го научам. А тука има и прилично тежок материјал од нашата музика. Так. Пелистерско оро, тоа е една голема задачка. Од покоен Тале Огненовски. Тоа е голема задача за учење и ја научив. 9 сегменти има таа тема, прилично тешки за гитара, ама ги научив. Има ли продолжение, односно дали ќе има наследник албумот Цир од 2014 Како да не, веќе имам песни да наполнам еден албум, ама не брзам никаде. Не брзам по секоја цена грозничаво да снимам нови албуми, не. Чекам да ферментира материјалот Да отстои во вас. што го запишувам по телефони, по разни рекордери, во компјутер дома. Чекам да ферментира, чекам да ме испровоцира тој материјал за да речем, време е сега да седнам и да го завршам. А инаку идеи на сите страни запишувам. Така. По телефони, по овие voice рекордери. Мислам, има да даде Господ здравие, Така. ќе има прилика да снимам и нешто ново и да објавам. Прилично скоро, верувам. Ви благодарам многу што одвоивте време, што дојдовте да бидете дел од ЕФМ Врива празнично издание на Да, ви Радио благодарам Слободна вам. Македонија. Овој прекрасен, ќе кажеме што еднаш најтажниот ден во христијанството, кој што го најавува всушност најрадосниот победата над смртта со смрт на Богочовекот Христос. И уште еднаш да ги поканеме слушателите на 19-ти. Се разбира Владко Стефановски заедно со биг бендот на словеничката војска во Метрополис Арена. Само што да кажеме во колку часот ќе започнете. Па ја мислам дека е најавен за 20 часот концертот. И ќе имаме доволно време да се распиштолиме како Така. што треба. Едва чекаме да уживаме во сето на што ви го подготвувате за нас. FM Врева.